Добар ден. Ова е емисијата Звукот на политиката во новата година, која се надеваме дека ќе биде преломна или година на промени, како што сите навестуваат. Денеска ќе разговарам со мој добар пријател, кој беше дел од процесот на реформи на полицијата од 90-тите години па навака. Човек кој секогаш сум го сметал за лик на полицијата, како полицијата треба да изгледа, зборувам за униформираниот дел од полицијата. Човек кој беше председател на антикорупцијската комисија и човек кој е долги години во она што се вели во реформирањето на системот на безбедноста во Македонија. Воислав Зафировски, добар ден, добро дојдовте во емисијата Звукот на политиката. Добар ден и ви благодарам на вака убавата најава. Па добро, секогаш почне с убава најава. Да. Ние ќе одиме конкретно со разговорот во контекст на она што се случува во Македонија и што ме навраќа на едно време кога ги почнавме реформите во полицијата во 90-тите години, кога се менуваше името од милиција во полиција и кога сметавме заедно дека реформите се нужни како дел од приближувањето на полицијата до заедницата на која се служи, односно да направиме безбедносен сервис на граѓаните. Денеска гледам дека во контекст на полициското постапување се помалку се зборува во низ вокабуларот на човековите права, повеќе се зборува низ она што значи во контекст на безбедност, во контекст на заштита на јавниот ред и мир. Многу малку се експлоатира човековите права, дека суштината е на полициското действување во општеството да постави баланс меѓу она што значи безбедност и она што значи почитување на човековите права. Денеска тоа го нема веќе ниту во вокабуларот на наративот на министерот за внатрешни работи, ниту во наративот на, ако сакате, и на полициските функционери кои се во Министерството за внатрешни работи. Како гледате на полицијата после 30 години денеска? Најнапред би сакал да кажам дека полицијата е граѓанска служба. Е служба која согласно Европската полициска повелба представува цивилна служба. Дури и во услови на војна, таа ги задржува своите полициски функции. Да, тоа така треба да биде. Дали мислите дека така е? Не, далеку од тоа дека е така. Затоа што идејата на реформата на полицијата беше токму тоа да ја направиме граѓанска. Да служи на граѓанинот. Така е. Ние почнавме реформи уште 90-тите години, меѓутоа тој процес се забрза некаде 2003 година, кога под притисок на Европската комисија, Министерството за внатрешни работи оформи една работна група која изготви стратегија за реформи во полицијата. Таа стратегија беше во Брисел на ревизија и откако ги помина сите тие филтри се врати назад во владата на Република Македонија и си остана стратегија. И не, во владата ја изгласаа сите едногласно, кренаа рака и ја прифатија стратегијата како вистински концепт кој треба полицијата да ја однеси во граѓански води. Јас би сакал само една работа овдека да нагласам. Полицијата е онаква какво што ни е општеството. Општеството не ни е реформирано. Оно е заглавено во криминал, во корупција и за жал, полицијата е еден од главните играчи во тие процеси. За жал. Таа стратегија почнавме да ја работиме, да ја реализираме. Европската комисија одвои 11 милиони евра, ангажирајќи експерти од Германија, нешто подоцна и од Франција, да помогнат во тие процеси. Да, не сум ја тие кои е наклонет на францускиот модел на не сум ја искрено додека беа познавајќи како функционира француската полиција, додека беа германските експерти, ние имавме навистина еден успешен процес кој се развиваше. И не знам зашто набргу после заминувањето на германците работите некако почнаа да одат, се шират. Да се разводнуваат
И денес имаме состојба каква што имавме пред самиот почеток на тој процес на реформи во полиција. Ја мислам уште подоле дека ситуацијата во контекст на полицијата е оди многу подалеку, многу ме потсеќа на едно минато време. Говорам за организационата поставеност на полицијата и за начинот на кој таа функционира. Значи сега сме во времето пред почетокот на реформите. А инаку дека е полоша состојбата е факт, поаѓајќи од тоа дека ние немаме едуцирана полиција. Ние имаме партизирана полиција и јас најодговорно, се кладам дека од 1000 полициски службеници да се направи анкета, ќе видите дека дури ни 10 мина нема да ги знаат основите за употреба на огнено оружје или условите за употреба на огнено оружје. Ќе дојдеме до тоа. Меѓутоа, сега ме подсетивте на една работа. Ова кога го кажавте за едукација на полицијата, знае, тоа беше процес во поранешна Југославија, мислам, одеше преку средното, кое го поминавте, факултетот за безбедност, каде што се образува за повисоки функции, така што имаше еден континуитет, нормално цел систем. Имаше континуитет и предвидливост во кариерата. Сега веќе нема ништо, барем оно што гледам, онако кажа во најавата, реков дека вие сте ми лицето на полицијата, затоа што секој сум ве доживувал како човек во униформа, како човек кој пример како треба да се носи униформата, затоа што денеска гледам многу полицајци на улица кој едноставно начинот на кој ја носат униформата не проектира некоја сигурност кај граѓаните во контекст дека тој таков полицаец со таков начин на носење на униформата ќе испорача безбедносен сервис кој мене ми треба. Мислам, имате полицајци кои не знам по кои критериуми се бира, сега не сум ни ја некој премногу висок, меѓутоа да имате полицајци под стандарди, а и со висината и можеби ќе се повеќе или помалку ќе се согласа, меѓутоа да не може да ги закопчаат јакните, тоа е веќе сериозен проблем на полициското. Се сеќавате и на факултетот и во средната школа се велеше. Полицискиот службеник со својата појава веќе треба 60% од проблемот да го реши. Точно. Значи да влее сигурност кај граѓаните и да остане само она формално расчистување на проблемот. Тоа важеше се додека имаше стандарди за селекција на кадрите, се додека имаше стандарди за едукација на полициските службеници. Полициската материја е огромна материја. Не е само јавниот ред и мир, не е само сообраќајот. Тука е границата, тука се асистенциите, тука се интервенциите и така натаму и така натаму. Каде е борбата против криминалот? Значи, криминалистичката полиција. Се тоа огромни области. Тоа е цел океан сочинет од мал милион мориња. Не може полициски службеник да стани со 6 месеци теоретска настава. Не се случува тоа, нема теорија. Србите се обидоа да го имплементираат така наречениот европски модел со курсеви, видоа дека не оди од минатата година, повторно ја активира полициската академија, го активира средното полициско училиште, каде што едуцираат кадри за потребите на полицијата. Тоа значи дека немаме образование, полициско образование. Немаме, видете. Ајде вака. Се извинувам, морам една работа да ви кажам. Ајде. За да добиете денес безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации, потребно е лично вие, ако сте вработен во Министерството за внатрешни работи, да приложите потврда дека не сте осудуван, да приложите потврда дека не ви е изречена заштитна мерка забрана за бавење со дејност и да приложите потврда дека сте деловно способен. А пред тоа сте примени у полиција да работите. А пред тоа примени во полиција. Дадено ви е овластување, така дадено ви оружје, дадено се средства за присила. Така. И средства, и не само што ви се дадени, имате право да ги примените. Да ги употребите, не дај Боже. И сега
Може да замислите кој е тој абсурд. Некој што е веќе вработен, некој што добил полициски овластувања, посебни полициски овластувања, а се викаат посебни затоа што секоја примена на кое било полициско овластување засега во сферата на човековите слободи и права. И сега еден таков човек треба да приложува документ дека не е осудуван, дека не му е изречена мерка, заштитна мерка и дека е деловно способен. Со други зборови, тоа значи дека во МВР, значи во рамките на полицијата, се вработени и криминалци кои се судени, се вработени и лица на кои ми е изречена заштитна мерка, забрана да се бават со оваа дејност, и има луѓе кои се деловно неспособни. Тоа е мислам сериозна состојба, затоа што сепак се работи за луѓе кои располагаат, тоа што кажате, со властување за примена на присила, дури на смртна сила. И на смртна сила. Судот за најгрозоморно кривично дело не може да изрече смртна казна. А полицискиот службеник може да употреби огнено оружје, може да употреби смртна сила. Да, тоа се случува вообичаено, знам дека кога полицијата ги употребува овластувањата во контекст на употреба на присила, обичаено мора да бидат оправдани во правото. Посебно за смртната сила. Меѓутоа, знам за повеќе случаи кога немаме разврска, полицајцот употребил оружје, не навлегувам во тоа, во оние стандарди кои се пропишани во поглед на употребата на огнено оружје, смртна сила, меѓутоа не подоцна немаме никаква информација дали случајот завршил на суд. Обичаено мора да биде потврдено во правото, тоа нормално е судот. Еден имаше случај неодамна на употреба на огнено оружје со смртна последица се чини во центарот за бегалци, за азиланти во Гевгелија, ми се чини. Се крена бука, очекував дека ќе добијам некоја информација во тој контекст, едноставно нема, се заташка, се смири, немам не за друго, затоа што примената на смртна сила повлекува и многу други работи, повлекува и прашање за односот кон полицајецот што е употребил. Сегде у свет постоја стандарди како се постапува во случај не е сеедно да се одземи нечи живот. Затоа што и полицајецот, оно што кажавте, сепак дел од заедницата. Од системот е дел од заедницата. Не е тој некој над човек кој тек така може да употреби сила и тек така може да одземи живот. Се знае како се постапува. Ја имам примери од истражувања што сум правил дека полицајци кои употребиле смртна сила во контекст на оние стандарди кои се пропишани, веднаш следниот ден биле повикани на работа. Мислам, си продолжиле со нормална работа. Што вообичаено во светот тоа не е дозволено. Не е случај. И не е дозволено. Затоа што таков човек прво треба да се подвргне на психолошки третман. Прашање на стрес, прашање на оружје. Така е. Кај нас тоа воопшто не. Кај нас тоа не функционира. За жал не функционира. Има една одредба која овозможува на раководителот на полициската единица да го одземи пиштолот на полицискиот службеник. Меѓутоа, за жал, тоа се прави без некои пропишани правила, без некој правилник и без да се знае процедура и протокол што натаму. Има случаи кај што со години му е задржано приватното оружје на полициски службеник, поседува и службено. Така што тие случаи кај нас не се уредени, правно не се уредени. А со германците додека работевме, ние договаравме да пропишиме стандарди кои ќе значат квалитетно следење на полициските службеници. Во која смисла? Секој полициски службеник еднаш годишно да полага писмен тест на стручност, каде што резултатите со секоја наредна година треба да растат нагоре и тоа да е стандард.
и тест на физичка подготовка. И имаше и трет тест на право за употреба на огнено оружје. Значи, кога и како може да се употреби огнено оружје. Тоа се стандарди. Ги има, постојат. Да, препишани си у законот, ако не се лажам. Мислам, мора. Меѓутоа, кај нас тоа не се практикува, тоа не се применува. Дури имаме една ситуација да во полицијата имаме буквално паралелен полициски систем. Едниот го раководи министерот за внатрешни работи, другиот го раководи заменикот министер. Заменикот министер е одговорен за сите полициски службеници кои се албанци, а министерот е одговорен за сите оние кои се македонци и неалбанци. Кажете да ми кажете дека има подвоеност во полицијата. Има. Тоа е веќе сериозно прашање, мислам, кој наметнува и други дилеми. Како тој систем ќе функционира во контекст на испорачување на безбедносниот сервис во општеството, затоа што идејата ние имаме централизиран, релативно централизиран со на децентрализација во контекст на давањето на командирите на регионите, на одредени колку региони беа. И тоа не е во ред, затоа што се извинувам. Идејата беше началниците на безбедносните сектори. Најнапред идејата беше да се намали бројот на безбедносни сектори во Република Македонија од 12 колку што беа да се сведат првично на 8, а потоа на 3. Но началникот на секторот да го бираат и локалните советниците советниците на локалната самоуправа кои се на тоа подрачје. Меѓутоа, кога дојде ред да го носиме законот за полиција, се спротивстави тимот од ДУИ кој беше тогаш во владата и некако малку им се виде. Они сметаа дека безбедносниот сектор Тетово, кој го покриваше Тетово и Гостивар, дека само тој ќе го имаат и малку им се виде. И затоа инсистираа во законот да дојди до промена и локалната самоуправа да ги бира командирите. Тогаш ќе имаат повеќе можност на командирски позиции да стават своји луѓе. Занемарувајќи го фактот дека началникот на секторот е тој што треба да одговара за севкупната безбедносна состојба на подрачјето. Дури требаше да ги делегираме, да се делегираат овластувањата за персонални решенија. Значи тој да ги тоа е брка, а не директорот како што е сега. Директорот мора да даде парах, мора да потпише решение за некој од позорникар да се премести во патрола или да се премести во сообраќај. Нешто што е надвор од памет. Да, тоа е во основа имаме некој хибриден режим. Вообичаено светските полиции се децентрализирани. Нашата беше строго централизирана, ова беше обид да се тргне во некој процес на децентрализација, очигледно неуспешен и сега имаме некоја квази децентрализација која на полициското действување која не е тоа, и на полициската организација која реално не е тоа, не едноставно не одговара на потребите на заедниците на кои им служи. Да. А дефинитивно голема грешка се направи и со ангажирањето на припадниците на армијата во Министерството за внатрешни работи. Да, тоа не, мислам дека тоа не се разбира во Македонија, односот на полицијата и војската. Станува збор за две диаметрално различни служби. Во секој поглед. Полицаецот мора да биде службеник кој размислува со сопствена глава и самостојно носи одлука во конкретен момент дали има потреба да интервенира и кое полициско овластување ќе го примени. За разлика од полициските службеници, припадниците на армијата чекаат наредба. И многу често во разговор сега со колеги што гледаме, што комуницираме,
велат, се јавуваат и прашуваат што да правам. Што да правам? Имате полициски овластувања, имате кодекс кога тие се применуваат. Да, ама доаѓаме на тоа дека едукацијата, односно тренингот не е на тоа ниво на кое треба да биде за да може да ги препознае, односно да може да действа согласно властувањата со кои располага и согласно ситуацијата што наметнува. Дефинитивно е така. Имав еден случај, морам да го да го кажам. Бев во Дебар и патот од Струга кон Дебар беше со одрони на повеќе места. И кога стигнав во Дебар, веднаш од левата страна е полициската станица. На првиот полицаец, што стоеше пред полициската станица, му кажав дека има одрон на патот и дека е добро да се јави во надлежните служби да си превземат мерки да го исчистат патот. Ме упати да идам кај дежурниот. Дежурниот 15 минути бараше некој раководител на смена, не го најде и јас веќе немав време да денгубам. Си заминав, а треба само еден телефон да заврти и да јави дека има одрон и дека треба одронот да се очисти. Тоа е состојбата. Затоа што тоа е прашањето на обуката и тренингот, кој она што кажавте дека со 6 месеци не се прави полицаец, мислам. Барем не е полицаец спремен да действува како во спречувањето, односно одржувањето на јавниот ред и мир, така и во испорачување на полицаецот мора да биде проактивен. А за да биде проактивен, неопходно му е треба да знае. Да знае и да ја има поддршката од граѓаните. А ќе ја има поддршката од граѓаните ако им влее доверба со својот однос. Може да влее доверба затоа што гледам дека начинот на кој се однесуваат и начинот на кој, она што кажав и претходно, ја носат униформата, не влева доверба. Ја веќе не гледам дека полицајците носат шапки или носат овие бейсбол капи што ги направија, така што сепак полицаец треба да, целата појава на полицајцот треба да зрачи со авторитет, не авторитет на сила и присила со која располага, туку личен авторитет, без основа на кој граѓаните ќе може да му веруваат за да му придат и да му да соработуваат со него, затоа што дел од безбедносната култура во заедницата токму е соработката меѓу полицијата и граѓаните. Да. А клучниот фактор за да се изгради таа доверба е всушност треба да имате полицискиот службеник. Треба да имате обучен полициски службеник, не полициски службеници кои ги тепаат секој ден. Читаме дека се тепани. Дори имаме случаи на одземање на огнено оружје на службените пиштоли, па пукано во нив со нивните службени пиштоли, што малце ми делува на научна фантастика која размислувам во контекст на полицијата, затоа што сум бил во разни центри и такви работи, дури во оние кои се најдемократски полиции кои не дозволуваат такви работи да се случуваат. Меѓутоа кај нас се случуваат токму како резултат дека имаме сериозни промашувања во полицијата. Она што не се само сериозните промашувања. Проблем е што полицијата е партизирана. И кога некој ќе се огреши кон законот, партијата застанува зад полицискиот службеник. Тука доаѓаме до една цела спрега на тоа што се огрешил со законот, има кој да каже. Прво имате во полицијата внатрешната контрола која треба да каже дали се применети стандардите, односно овластувањата на начин опишан со закон, а втора работа имате судот кој треба да потврди дали акцијата, односно овластувањата кои ги презел се оправдани во правото. Тоа кај нас не се случува. Меѓутоа ова начнавте едно прашање кое е клучно, дека полицијата од 90-тите години навака во основа се уште своето уточиште го наоѓа во политиката. Тоа е онај најстрашниот дел во функционирањето на полицијата. Тоа беше во социјализмот, кога имаше една партија, барем тогаш имаше уточиштето им беше знаеше каде. Во еден центар и крај. Сега центрите се повеќе, тоа значи дека имаме децентрализирана политички полиција внатре во самата полиција, што е застрашувачки, да бидеме реални, затоа што
едноставно безбедносните закони немаат етнички презнак. И кај нас се обидуваат тоа да го представат така, меѓутоа безбедносната закана е безбедносна закана сама по себе и како таква треба да се остане. Мислам, не е етничкиот карактер на полицаецот тој што треба да ми даде некоја гаранција дека по етничка линија ќе биде останете етничката безбедносна закана и за тоа ова ни се случува денеска што го имаме. Така е. На времето реагирав и на оние коментари, на оние инсистирања за мешани мултиетнички полициски патроли. Јас поставував прашање. Добро. Полициските службеници во Република Македонија имаат една единствена униформа. Ги носат сите символи на државата Република Македонија. Да. Пошто ќе ги разликувате вие дека се етнички мешана, да, дека е етнички мешана полициска патрола? Тоа се модели Мислам, кои ни се во ред е. кои се увезувани, меѓутоа не на тој начин. Да. Имплементирани. И инсистирањето по секоја цена да се донеси некој на некоја функција само заради неговата етничка припадност е ноторна глупост, особено во вакви служби и воопшто во администрацијата, затоа што јас сум бил тоа што сум бил, не затоа што сум македонец, туку затоа што имам општествено верификувана диплома да ја вршам таа работа подобро од останатите кандидати кои барале тоа место. Тоа е кај нас извитоперување на сите овие системи кои се квота системот, например, кој не го познава светот, кај нас е правична застапеност. Балансер. Не знам што е балансер. Против уставна алатка. Не знам каква алатка, не сум ја нашол, не е дека не сум бил по универзитети во светот, не сум работел на човекови права, балансерот не знам што е, нека прочитаат, има, како се вика, има одлуки на Врховниот суд на Америка, има и одлуки на Европскиот суд за човекови права. Убаво е нашиве суди, овие што се на највисоките судови, да ги прочитаат па да видат како може да функционира балансерот без основа на проценти, што е нелогично, затоа што ниту населението е процентуално, ниту функциите, односно она што ви е дадено како мериторен систем, може да биде измерен без основа на проценти. И да се дели на проценти. Да се дели на проценти. Ја едно време мислев дека Бадинте не е возможен во судството, очигледно е возможен и во судството. Многу работи мислев дека се невозможни и позитивната дискриминација дека е возможна, возможно е у најбрутална смисла на зборот. Ова што кај нас се случува, тоа не е напишано во книги, можеби новите книги ќе ги пишуваат врз нашите искуства. Така и со полицијата. Вие имате, Јуиска имате, Северна Иска ги имате сличните проблеми, као далеко слични проблеми, меѓутоа начинот на кој го решавате многу поинаков од ова што ние го решаваме, затоа што кога командувате со полицијата, не командувате со етнички поделена полиција, мислам. Сето тоа е малце излегува од здравата логика, меѓутоа во Ирска имаат и полициски омбудсман. И имаат кај нас, работевме заедно, ако не се лажам, на двојшна контрола на полиција, која требаше да им понуди модел на полицијата кој ќе влее сигурност кај граѓаните дека она што полицијата го прави е согласно со законот во контекст на оние најтешки облици на примена на сила, смртна сила и слично. Ја проектот знам го завршивме негде 2007, видов дека нема нешто вака. Уау, полицијата дека е заинтересирана, потоа некои измени се случија, кога се вратив од Рим, видов дека повторно се работи на тоа, така што веќе, знаете, кревате раце. Очигледно е дека немаат желба да имаат таков контролен механизам кој ќе ги вага работите онака како што налага законот, онака како што налагаат потребите на државата. Да имаше начин некако партиите да имаат влијание во тоа вагање, веројатно ќе најдеа начин да го прифатат како модел. Полицијата не е во... знаете, ајде у социјализмот беше така.
влијанието на политиката врз полицијата беше големо. Во основа полицијата беше натешно извршно оружје на политиката. После промените 90-та година се обидовме нешто да направиме, меѓутоа стариот дух на старото време нормално успеа да го побие сето тоа, така што сега повторно полицијата е комотна во оној дел дека секогаш ќе може да си најде уточиште во политиката. Всушност тој е парамилитарниот војник на политиката кој секогаш е на услуга со цел задржување на одредена политичка гарнитура на власт. И би кажал само уште една работа во овој контекст. Реформата на полицијата никогаш не може и не смее како процес да престане. Не може, мора да ги следи потребите на општеството, потребите на заедницата. Значи, како се реформира, како се престројува заедницата, така и полицијата треба да се престројува и да биде во функција на граѓаните. Ние сега имаме општество кое ниту е реформирано, нити се реформира, а соодветно на тоа имаме и таква полиција. Да, велат, полицијата е слика на општеството, ако општеството е хумано, полицијата е хумана, ако општеството е насилно, дека полицијата во основа е збунета, односно составот на полицијата е збунен. Кога немате цврсти темели на кои ќе поставите полициската организација и делување, во тој случај добивате ваква полиција која не знае каде да свети, односно кој правец да го земи, а правецот е многу јасен сегде. Е тоа дека границата на полициското действување во слободите и правата, не случајно она што го кажавте дека реформата е континуиран процес. Затоа што границата на полициското действување е во правата и слободите на граѓаните. Тоа што дефинитивно повторно гледам полицијата не го разбира или нормално дека не сака да го разбере, затоа што ако имате граница, во тој случај губите моќта и авторитетот врз основа на моќта, што е многу јасно, мислам. Тоа се врзани садови. Ние инсистиравме да се укинат сите дискрециони права, сите арбитрерни права на полицијата. Во секој поглед. И тоа во цела институција, на сите нивоа. Но идовме на проблем. Нормално. И проблемот доаѓа од највисоките структури. Зошто? Затоа што тие имаат најмногу да загубат. Нема никој повеќе да ги прашува за нешто или тоа е јасно. Тоа е онаш вика дека гнилите јаболка не се гнили сами по себе, туку расипано е дрвото кое ги раѓа, така што и во полициското функционирање тоа се случува. Меѓутоа очигледно треба реформа на реформаторите, затоа што реформата мора да тече. Она што се случуваше со ковидот потврди дека тенденцијата на полицијата секогаш е да ги најди патиштата надвор од она што значи браната на човековите права. Се виде колку може да биде застрашувачки такви ситуации, колку може да биде застрашувачки во контекст на излегувањето на полицијата од рамката на човековите права. И затоа она што мене ме збунува и она што не сакам и не можам да го прифатам дека наративот на полицијата веќе не се човековите права. Веќе наративот е безбедноста. Ако доаѓате до прашањето на безбедноста и тоа безбедноста во контекст на она што значи испорачување по секоја цена, без при тоа да се воспостави некој баланс со она што значи заштита на правата и слободите на граѓаните. Тоа ковидот го видовме. Не беше Македонија исклучок, тоа беше цел свет. И целиот процес после ковидот е токму да повторно се обрне внимание на концептот на действување на полиција согласно човековите права. Инсистирањето од луѓето кои во моментов се во бирото за јавна безбедност. Јас не познавам никој од нив како добар познавач на човековите слободи и права. Не, очигледно дека тоа више не е тема. се прашувам колку се добри познавачи и на областите кои ги водат, кои ги раководат. Тоа
Вие преска рековте не сме слушнале некој функционер да зборува за човековите слободи и права. тоа више Освен министерот сте слушнале ли некој друг функционер од МВР Да, полиција. да излези и јавно да проговори? Очигледно дека вела дека транспарентноста е високо поставена, меѓутоа транспарентноста е само на министерот. Ама министерот не е полициски службеник, не е полициската работа проблем работа на министерот. Има директор кој е прв полицаец во државата, Кој треба да биде експерт во кој област. треба да биде експерт во областа и ако треба некој да зборува за вакви настани, тоа треба да биде директорот, а не министерот. Тоа го гледа. Министерот е политичка, граѓанска фигура Да. во полицијата која треба да обезбеди контрола, Очигледно надзор не се сваќа така кај нас. и кој треба да обезбеди предпоставки за нормално функционирање на службите. Значи да обезбеди финанси. Тоа значи политиката ја насочува на Министерството за внатрешни работи. Ова што кажавте дека да, полицијата е таа која треба да зборува, односно да комуницира со јавноста, министерот е сосема за други аспекти на полициското действување, односно на политиката на министерството. Во Велика Британија ги обучуваат новинари од BBC у специјални дизајнирани студија каде што високи полициски службеници, оние кои се пошто децентрализирана е полицијата, доаѓаат на специјални обуки каде што комуницираат со новинари во контекст на комуникација со јавноста. Кај нас тоа го нема и затоа секогаш кога има одредена ситуација, наместо полицајецот кој излегува на лице место на настанот на било што да биде, наместо тој да дава изјава, вообичаено тој се воздржува од давање изјава затоа што чека има кој тоа да го образлучи. И затоа добиваме во 2002 година бев портпарол на Министерството за внатрешни работи и во тој период јас соработував со новинарите. Значи цело време ги брифирав пресконференциите. Јас излегував за стручниот дел од работите, јас давав изјави. Така функционирав. И сметам дека тоа е начинот кој треба и денес да се практикува. Не, очигледно дека тоа не е начинот на кој се практикува, затоа што иерархијата е поставена така да завршува до центарната личност во министерството. Ќе видите колку е примамлива функцијата кога имаме веќе два министри кои се 20 години на позиции, што е невообичаено за министар за внатрешни работи, с оглед на моќта што ја црпи од самиот систем и организација која ја раководи. Така што очигледно е дека примамлива функцијата, иако не знам зошто е, не е дека не сум работел со човекови права, не го знам полициската она што значи филозофија на действување или слично, меѓутоа не е нешто примамливо што би сакале да го имат или со што би сакале да раководите. Меѓутоа има луѓе кои мислат дека може тоа да го прават и ја тоа го почитувам секогаш. Да, и јас го почитувам и секоја чест на оние што на тој што ќе се нафати во престојниот период да биде министер за внатрешни работи. Секој период, сега да бидеме реални. Добро. Секој период, меѓутоа после оваа катаклизма што се случи воопшто во државата, сметам дека се исполнети сите предпоставки тој што ќе дојде да биде неуспешен. Затоа што имаме страшни проблеми и во организацијата, и во кадровската. Сите министри за внатрешни работи се најуспешни, почнувајќи од Фрчковски, продолжувајќи со кој беше после него, Павле, доста Димовска. Мислам дека сите се успешни. Меѓутоа овие последните се најуспешни затоа што мандатот им е премногу долг, без оглед на тоа што имате нерешени случаи на пукање во не се решени голем број тешки кривични дела, значи убиства, особено овие убиства. Она што застрашува ви покажува докаде е комодитетот на криминалните групи во Скопје. Така е. Посебно затоа што се разрачунуваат во централното градско подрачје. Да, но не заборавајте дека кражбата на кокошки, кражбата на ќебапи, на столчиња, на тие се расветлуваат, знае... Тука лесно се постапува затоа што сепак се работи за луѓе кои
Овде се работи за луѓе кои полицијата ги знае. Знаете, не мислам дека Ама граѓаните ги знаат и одма ќе кажат кој е што и се завршува работа. И се бележи како реализиран случај. И сега на едно место како имате... мислите она пукањето во Истгейт дека е реализиран случај? Не. Мислам... Тоа пукање во Истгейт е останато се уште некако... Тоа пукањето кај мене тука на Рузвелтова, кај... Па пукањето во кафаната ондека кај црквата Свети Спас. Да. Се нерасчистени случаи. Тоа се нерасчистени случаи. Јас имам голема резерва и околу ова што се случуваше по најактуелниве настани ноември, декември месец со убиството на Вања и на Панче. Значи тоа се нерешени случаи. Се уште се нерешени случаи. Тоа е друго... Тезата на министерот и тезата на Бубевски кои избрзаа да се пофалат дека го расветлиле случајот, се темели на изјава на 20 осумничени. Да. На 20 осумничени, 20 кои се инволвирани во настанот. Пазете, тие имаат легитимно право да лажат. Тоа за да се спасат себе си. И човек од тие позиции, значи, обвинител на град Скопје и министер за внатрешни работи, да излези и да презентира верзија која ја темелат исклучиво на кажувањата на 20 осумничени, мислам дека е надвор од памет. Надвор од секоја пристојност. Тоа што излегува и што дадоја елаборација на случајот, тоа очигледно дека има некоја фалинка, затоа што сега гледам дека други не ја водат постапката, што е малце, да ви кажем, разочарувачки за мене, дека постапката се води од Београд и разочарувачки е дека материјали кои мислам дека се од Македонија, не може тој да ги прибави тие материјали никако, мислам, ниту слики, ниту изјави. Ги добиваме од сега ги повратно од Београд. Тоа значи дека има одлив на информации, на и тоа сериозни, она што би рекле со безбедносен сертификат, заштитени информации, дека има одлив на информации, тоа центарот не можам ниту ја да бидам, ниту вие да бидете, затоа што не располагам со такви информации. Како може да располага во Београд? Многу логично. И тоа располагаат со камерите, со снимките од камерите на безбеден град. Тоа значи дека што значи? Заклучете си подоцна. Не, тоа и нашите слушатели ќе значи дека соработката на структурите полициски во Македонија со српското, не знам како да го наречам, политичко милје или не знам стварно како да го наречам, очигледно дека функционира. Зборам за подземни канали на комуникација, не зборам за подземни канали, не се тоа официјални канали. Меѓутоа тоа е уште пострашно. Тоа дава уште пострашна димензија на целиот тој настан. И не, тоа отвара многу дилеми, многу прашања кои се неодговорени, а на кои надлежните треба да си одговорат. Да си ги постават, надлежните треба да си ги постават и да дадат одговор на тие прашања. Прво да си средат дома, ја викам, така е, собственото буниште да си го средат. Не може вака да функционира полицијата, да информациите од полицијата некој друг ми ги презентира надвор од државата, мислам, тоа е недозволиво. Ако пледираме дека сме држава као што треба по сите нишани вака испаѓаме дека секој може да не работи, кој како стигне и како сака. Очигледна е ова што кажавте, партизацијата на полицијата, која е тачно во 30 години успеа да ја поделат толку да веќе имаме непрепознатлива полициска организација и тоа се одразува и на ефикасноста и на... Едно време се збореше за ветинг по полицијата. Гледам и тоа одеднаш се стиша.
Да, ветингот требаше Ајде вака сега. да внеси свеж воздух во полицијата, меѓутоа гледам дека устајале и се остане таков. Нема врска тоа. Ајде да почнеме со некој ред. Имаше донесено закон за Агенцијата за национална безбедност. Тие луѓе кои требаше од УБК да поминат во АНБ, требаше да поминат тест за интегритет, меѓу другото, и полиграфско тестирање. Добро. Тоа беше предвидено или е предвидено во самиот закон. Да, меѓутоа идејата беше малце поширока за ветингот. Момент. Дали се испочитува тоа? Не. Па не се испочитува. Значи, ниту тест за интегритет, ниту полиграфско тестирање за секој поединец од УБК. Си ги примија своите кадри, другите ги распрчкаа, некој пуштија во МВР во јавна безбедност, некој остана без работа на улица. Сега. Ветингот. Ветингот доцна е да се прави во вакви услови, кога имате партизирана полиција, кога имате полицајци кои се судени, кога имате полицајци кои се деловно неспособни. Да, меѓутоа на... Ама тие луѓе се дојдени со партиска согласност, со партиска препорака. Тоа му дојде нешто слично као лустрација во полиција. Као лустрација во полиција, така би му дошло. Меѓутоа критериумот И ќе останевме без полиција, човече. до таму. До таму. Ќе требаше да останеме без полиција. Ќе останевме со оние тврдокорни кадри кои од некогаш се влезени во полициската структура. Затоа замине целиот процес. Пошто беше најавуван, знам дека имаше дебати на телевизија, беше формирана некоја работна група, така ми кажа дека као работи на ветинг и одеднаш као се издиша сето тоа како да не да, како се одржава. Исчезна преку ноќ. Како гледате на новата техничка влада во кој опозицијата треба да го даде министер за внатрешни работи? Како мислите каква ќе биде неговата позиција? Ова ќе биде, мислам дека ќе биде Наќа Чулев, повторно министер во овој технички период. Мислите нешто може да промени? Не. Не мислам дека нешто може да промени и покрај тоа што со закон му е дозволено 15 позиции да смени. Ќе ги смени тие 15 позиции, меѓутоа не може да ја смени суштината на полициското функционирање. Има позиции, Јас се надевам дека ќе дојди до сериозна промена во Република Македонија после изборите, дека министер за внатрешни работи ќе дојди човек кој е енергичен, кој добро ги познава состојбите внатре во министерството и дека еднаш ќе се одважи да започни сериозен и одржлив процес на реформи во полициската структура, каде што граѓанинот ќе биде ставен на пиедесталот. Значи, граѓанинот, неговите слободи и права да бидат приоритет во полициското работење и постапување. Тоа сакаште да ме прашате дали сум сериозен? Сериозно верувате во тоа? Јас реков се надевам. А не реков дека верувам. Добро, ние се надеваме 30 години дека ќе се сменат. Па добро, надежта последно умира. Некако работите се менуваат на лошо, така што да, мислам тој што ќе дојди на столчето на Министерството за внатрешни работи ќе има сериозна задача. Искрено да ви кажам, во ваква политичка констелација во државата многу тешко дека може некоја сериозна. Само да додадам, многу ќе е битно кој ќе биде директор на Бирото за јавна безбедност, човек што раководи со полицијата. Ма тоа беше идејата, ако не се лажам, дека на тие две места доаѓаат луѓе професионалци кои се професионалци. И само уште една работа да додадам. Во Германија директорот на Бирото за јавна безбедност
се бира на јавен оглас, на кој можат да аплицираат обвинители, полициски службеници, суди, истакнати адвокати, правници и така натаму и така натаму. Значи, услов е да понудат програма за работа. Ако добие, Нас премиерот не нуди програма дозволете, за работа. ако му ја прифатат програмата за работа и го назначат за директор на Бирото за јавна безбедност, тој има 7 години мандат. Тоа е 3 години повеќе од мандатот на премиерот. И никој не смее да го чепне. За тие 7 години тој е должен да се ја реализира програмата. Тоа говори за односот на државата кон полицијата и на полицијата кон граѓаните. Сосема, прво, тоа значи, прво в Македонија треба промена на свеста на начинот на кој го гледаме полицајецот. Министерот за внатрешни работи навести некои промени во контекст, го најави она што значи полициско действување или полицисување во соработка со заедницата на која и служи, нешто што би бил во времето на Југославија би биле оние малски полицајци кои позорната служба или денеска не знам како би го нарекол веќе кај нас. Сега гледам дека се шетаат по центри, у трговски полиција и тоа добро наоружена, што би се рекло, што некако повеќе создава она чувство на страв дека нешто се случува, отколку чувство дека полицајецот е граѓанин во униформа кој треба да ми со авторитетот да ми влее довеба дека сум безбеден таму каде што се движам. Така што да, ќе биде исклучително тешко да се направат реформите, да се менува свеста, тоа 30 години мисламе малку, затоа што држави ја менуваат со 100 кусур години, со 200 години, тој граѓански концепт на полицијата, кај нас прво треба етничкиот да го срушиме концепт на ова, за најнапред тоа треба да се размислиме за граѓански концепт. Ја тука би ја завршил емисијата, ви благодарам многу на гостувањето во Звукот на политиката. Ми беше задоволство зарем помина времето. Да, обичаено врви времето кога имате добар соговорник и кога така имате разговор кој повеќе или помалку инспирира. Меѓутоа оваа тема останува отворена затоа што секој се надевав дека промените, мислев дека промените ќе дојдат брзо и дека меѓутоа ниту доаѓаат брзо, ниту доаѓаат она што значи во чекори рапидно, туку очигледно кај нас промените одат наназад наместо нанапред. Така што најдобро е да ги, она што кажав, да ги реформираме реформаторите, да ги реформираме и доста ми е од таа билборд реформи со билборд табли каде што се најавува дека тоа ќе се прави. Сакам да ги видам реално реформите, да се надеваме дека новата политичка гарнитура која ќе дојде на власт, очигледно промените се неминовни, ќе тргни по сосема поинаков пат од овој кој денеска го живее. За крај само една работа ќе кажам. Јас го водев твининг проектот и тогашниот министер за внатрешни работи му предложив една идеја да донесеме антикорупцијска програма во рамките на Министерството за внатрешни работи. Одговорот беше: ајде бе, што си запнал со вакви работи? Ке си одат германците, се ке направиме, се ке си вратиме како што беше и до сега. Да. Тоа беше ставот на министерот за внатрешни работи во тоа време. Уопште и може да замислите сега. Уопште сум се наслушал вакви ставови, така што не ми изненадува. И сега очекуваат јас да работам во реформите. Страшна работа. Реформите како што тргнале ќе не вратат во на старо добро време кога полицијата беше извршно оружје на политиката и денеска гледате дека си го добива тој фазон, мислам, таа физиономија повторно. Тоа е застрашувачки. Да се надеваме дека ќе промените ќе дојдат, ќе видиме. Така што ви благодарам уште еднаш и се надевам ќе се видиме. Ми беше задоволство.